На ден пред дочекот на новогодишната ноќ, Скопје е полупразно, а скопјани се растрчани и неволни за прослава. Голем дел од оние кои што ги сретнавме новогодишната вечер ќе ја поминат во домашна атмосфера со пријатели, а некој пак сами. Речиси и никој нема да ги посетува скопските ресторани и кафеани. Полупразен плоштад, нерасположени минувачи и отсуство на празнична еуфорија, забележа денеска екипата на Слободен печат. Оние малкумина кои поразговараа со нас открија дека 2020-та ќе дочекаат во домашна атмосфера. Високите цени на рестораните за прослава на новогодишната ноќ ги натераа граѓаните да останат дома со семејството и пријателите. Дали се заинтересирани минувачите? Дали застануваат на тезгите? Купуваат ли нешто? Па вака да ви кажем искрено, повремено ајде да најдеме некоја просечна вредност, секој 5-6 погледнува, а 10 купува. Имате ли впечаток дека оваа година за разлика од минатите е подобро, полошо? По моје мислење исто е. Дали пред 5 години или пред 10, исто е. Силата на луѓето, тоа е платежната моќ е подеднакво исто. Што ги си посакате за нова година? Малце подобар стандард, а прво добро здравје. Здраво, каде за нова година? Дома во Охрид. Тука скоро. Здраво, каде за новогодишната вечер? Дома. Со друштво, со пријатели? Со пријатели. Дома. Здраво, каде за нова година? Дома. Забележавме и значителна посета на странци во македонската метропола. Со големи очекувања пристигнале од Грција, Турција, Хрватска, Финска. Новогодишната ноќ ќе ја поминат во Скопје, а потоа ќе се упатат и во туристичкиот бисер Охрид. Yes, we will come for New Year. We will visit Ohrid after Skopje. Здраво, каде ќе бидете за дочекот на новата година? Sorry, we don't speak. Where are you from? Finland. And you're here especially for New Year's Eve? Yeah. No, just vacation, yeah. Where are you from? Greece, Thessaloniki. So you're here for the first time? Yes, And how do you like Skopje? we just came yesterday, so don't know yet, but looks nice. Okay, have a nice New Year. Thank you. Thank you. Забава за сите кои не се плашат од најавените ниски температури ќе има и на плоштад Македонија. Присутните таму најлудата ноќ ќе дочекаат со музиката на Дино Мирлин. А меѓу нив ќе биде и скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Нему друштво ќе му прават и градоначалниците на Ѓурче Петров и Газибаба, Александар Наумовски и Борис Георгиевски. Стефан Богоев, Златко Марин, Филип Темилковски и Саша Богдановиќ ќе слават во домашна атмосфера. На бината која што може да ја забележите зад мене, утре вечер ќе настапува босанската звезда Дино Мирлин. Плоштадот Македонија е резервиран за дочек на новата година за сите оние кои што немаат никои особени планови за надвор од Македонија или надвор од Скопје. Забележително беше и она што денеска на плоштадот Македонија можевме да забележиме голем број странци кои токму македонската метропола ја избрале за нивен избор за дочек на новата година. За дочек на новата година многу граѓани ќе заминат и надвор од земјава. Новогодишните прослави во градовите од соседните држави годинава се поатрактивни за македонските граѓани. Туристичките агенции оваа година нудат и посета на селото на Дедо Мраз во Лапонија за околу 2000 евра.